Членот 11, на кој Иванов ги засновуваше своите масовни помилувања, кои добија карактер на амнестија, не постоеше. Односно, дека одлуката на Уставниот суд од март 2016 година за укинување на законот за изменување и дополнување на законот за помилување од 2009 година не го оживеа стариот член 11 од законот. Во рацете на собранието е еднаш за секогаш да го затвори ова прашање и да оневозможи оживување на незаконските помилувања на Иванов. Министерството за правда ќе поднесе иницијатива до владата да побара автентично толкување од собранието, но тоа секако уште денес може да го направат и претениците, кои покрај барање за автентично толкување може да бараат и итна седница на собранието за ова прашање. Со денешно поднесување од страна на претениците ќе се забрзаат многу повеќе постапките. На прашањето околу ова автентично толкување ќе се види кој е за правда и казни за оние кои се огрешиле од законот, а кој е за амнестија и помилување. На ова прашање ќе се види кој го разбира концептот на нулта корупција како концепт на казнивост на корупцијата, а кој како концепт на помилување и амнестија на корупцијата. Пред пратениците од сите пратенички групи е како ќе се постават во овој случај, како поддржувачи и застапници на правдата или како слуги на криминалот. Благодарам. Сега доаѓаат избори сега. Сметате дека има време со оглед на процедурата да се заврши ова? Имаше една иницијатива и за законот за СЈО, па се уште тоа не е предано. Значи, ако има волја, има време, автентично толкување може да се донесе уште наредната недела. Ако денеска го поднесат претениците, владата во вторник ќе го даде своето мислење, а истата недела може да се донесе. Значи, само ако има волја кај сите претенички групи кои што се представени во законодавно-правна комисија, кои што сочинуваат, кои се представени во парламентот и секако од претседателот на собранието кој што може да ги забрзува или забавува постапки.